Работа се битни само гласот и талентот или е да кажеме потребна и среќа? Па за мене, видите, јас еве сега ќе кажам среќата што е за професијата, за еден наш, мислам, жена професионалец. Треба да има среќа ако почне да живи од песната, ја сака песната, со години да одржава песната. Тука влијае многу и бракот. Ако во бракот немаш слога, немаш разбирање, тука мислам дека и песната не оди. Да. Тука кај мене е тоа што многу сум среќна од таа страна. Си имам подршка од мојата фамилија, најмногу од мажот ми. 2 сина имам, исто и они се многу паметни. Сега моментално они се пред екранот, ја гледат ова емисија, слушат и многу ги поздравувам. Тоа реков, дека треба среќата е тоа, не само да имаш глас, но среќа и во бракот. И подршка од, реков, од најглавниот во куќата. Слогата и мирот. Дали песната и музиката се ваша семејна традиција? Јас како дете, да кажам од семејството, на мајка ми, на татко ми, немало некој да се каже дека од баба, од дедо, од тетка, од чичко некој пеел. Не, тоа не се чуло, не сум ни чула од моите, но знам дека како дете, кога дома бев, кога растев, многу пати ја слушав мајка ми покојна пееше и јас се мислам дека сум наследена на мајка ми. Мислам дека од мајка ми сум наследена. Значи гласот од мајката. Јас пред малку ве слушнав кога рековте дека песната е ваше животно определување. За крај би ве замолила да ни кажете кои се вашите планови за соработката со некој од композиторите? Какви ви се воопшто замислите за идниот период? Па за идниот период, сега во најскоро време, пред година и пол дена, излезе мојата касета, што го носи името Болка мајчинска. Сега за сега нешто да снимам друга касета не ми е во план, но спремам една коктел касета со оркестарот на Наско Џорлев. Тука се застапени многу врвни естрадни уметници, кои што имаме сите по 2 песни. Тука ќе бидат во тие касети овие народни стари изворни песни, што досега тоа се нема направено. Ја мислам многу да не се фалиме, да не кажуваме за таа касета, самото време ќе каже. Па изненадување ќе биде, реков, све стари, незаборавени песни, да ги подновиме старите песни, од старите песни поубави нема. И друг план ми е сега летото, самото време ќе се каже, вамо тамо одиме, кај што ќе не повикат, и здрави нека е октомври, ноември месец. Така една турнеја сега се спрема со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, да заминам за Австралија, тука исто ќе се дружиме со повеќе колеги и колешки. Планот е тоа и само здравие напред, да речеме, со Господ напред, времето ќе каже се. Јас ви пожелувам голема среќа и успех, а го завршувам овој разговор со нашата пријатна гостинка и овој разговор би го завршила со песната Фато Мори душманке како еден поздрав на нашите гледачи.